Голема количина на марихуана е пронајдена во претресите во Скопје и Струмица, велат извори од МВР. Акцијата е се уште во тек, се работи за обемна истрага која опфаќа повеќе објекти, фирми и легални производители на канабис и лица. Истражните органи бараат како рекордна пратка од 5 тони марихуана била пренесена во Србија со камион со македонски регистарски таблички. Претреси се правели и во кругот на поранишната фабрика Охис. Интерна истрага води и македонската царина, проверува документација од последниот период со цел да се откријат евентуални пропусти или вмешаност на лица од управата. Обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција го води случајот и како што претходно известија се во интензивна комуникација и со српските истражни органи. Шлеперот кој беше откриен во Куњух Крагуевац бил препон со пакети марихуана, но и оружје. Приведени се 4 лица, а по едно се трага со меѓународна потерница. Српскиот министер за внатрешни работи изјави дека дрогата можно е да потекнува и од Албанија. Тоа е све било запаковано за дистрибуцiju. Значи, овде не е реч о дроги која е настала sa неког имања ту, тако кажем, домаќа производња. Реч е о дроги која се веќе веќе тада рекли да е најверојатно из Северна Македонија или из Албанија. Истрага, да сад не говориме о свему томе, ќе покажати све те путеве. Обвинителството во Србија, повикувајќи се на првичните сознанија добиени од пресретната комуникација, објави дека најверојатно другата била набавена во Македонија, а потоа префрлена во Србија, но детали нема бидејќи во текот на истрагата осумничените се бранеле со молчење. Според информациите, кај првоосумничениот пронајдени се 2 WhatsApp групи, една насловена како Совет на безбедност, каде наводно осумничениот се договарал со транспортот, и во другата група насловена како Производство Росоман, во која наводно биле членови и тие кои помагале во шверцот. Во оваа група се споменуваат лица, собственици на фирма од Росоман, информации кои го поврзуваат целиот случај со Македонија. Мирјана Давидовска, Сител телевизија.